In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and a wine, you light up the skies. Pause on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Нашето мило Скопјенце, Сабајлево, пети најзагаден град во светот. Воздухот е оценет во категоријата нездрав. И после се чудиме зашо меѓу нас има многу нездрави. Кога дишеш нездрав воздух, каков да бидеш? Мора да си нездрав. Не можеш другачи. Ја еве да кажеме, сега искрено да ви признам, тогаш беше многу глупо тоа да го признам. Ке ми се одразеше негативно на материјална состојба ако тогаш каже во времето на ковидот дека ја маска не ставив. Ама сериозно ви кажам, кој ме знае, маска не ставив за време на ковидот. Значи, кога сум одел надвор, кога сум шетал, 16 сум ги отворал, точно водно идев често до врв или до седно водно, ама вака по улици кој иде, 16 сум отворал да не ме соберат оние инспекција која лупаа казни, која ни еба мајката господинот Филипче, ше сега председател на СДС со неговата багра. Кога испокрадува народ со ковид тестови, со казни за невакцинирање, со казни за ова, со закани за бркање дработ, ама тоа помина. Друго ми е мојавет. Значи, јас за време на ковидот маска не сте. Видете ме сега. Дома сум со маска. И кога мочам не вадам маска. Ова нема баш логика зашо не вадам маска кога мочам, али сакам да кажам друго. И покрај тоа што ми е најзагаден воздухот, што сме по загаденост Скопје, што е пети у свет, мене ми е многу драго што кај нас доаѓаат многу туристи, видни туристи од Бразил, од Колумбија, од Чиле, од Украина. Само ме чуди зашто у Скопје не доаѓаат туку во Желено, одат тамо во некој угостителски објект, тамо седат. Ја не знам што е тој угостителски објект у Желено, не сум чул. Кој знае какво место е, може кона Сизар Палас во Лас Вегас. И се чудам, викам, и Желено, викам, на мапата на светот, викам, тамо имало многу бразилки, колумбики, чилјанки, венецуелки. У Скопје не можеш бразилка да видиш. Кубанки, ако видиш само кубански, ако отидеш ресторан на кој што играат, не сум бил тамо со години. Али стварно од една страна ме зачуди шо има толку Жилино, по шо е Жилино познато као туристички центар, као туристичка дестинација, што го има на мапата туристичка на светот, па шо има толку од Јужна Америка посетителки. Не се. Па направиле проблеми некој тамо, нешто се изгледа тамо се напиле превише, па се истепале, дошла полиција ги привела овие колумбијкиве, чилјанкиве, венецуелкиве. Не би му матер се дешава луѓе кои ќе се напијат нешто да. Кога сме кај нездравоста, не знам, само тоа ми е дилема, дали сме ние нездрави од воздухот што го дишеме или од што сме нездрави кога издишуеме го загадуеме воздухот. Оти друга објаснување не можам да имам. Ако сме кај нездравоста, сакам да кажам дека годинава пред нас ќе биде година со големи искушенија. Значи, не ми е целта да бидам оптимист или песимист. Подобро да бидеш, чак што више ја викам, песимист со вера, отколку оптимист без вера. Знаете кои се оптимисти без вера? Оние што ничим изазвани кажуваат, супер ќе биде. А све околу него кажува дека нема да биде супер. Тие се оптимисти без вера. Ја поише од секој сум бил од овие други песимисти со вера, кој што унапред гледам сомнеш, имам сомнеш за стварите, но имам вера дека ќе биде
дека еден ден мора да биде подобро. Не може цело време да иде лошо. Така што годината пред нас ќе биде година исполнета со искушенија, на што мислам поточно. Вчера разговарав со еден пријател на таа тема, ги спомнавме овие последнава работа што се случи на ова масовно убиство во Цетиње, кое што е второ поред последниве 2 години во истиот град, тоа е град со 15-16 илјади жители во Црна Гора. Претходно на што се случуваше во Србија, оние масовни убиства, она што се случи во Хрватска, нападот во училиштето со нож на еден психички болен и да не реда. Имаше уназад последниве 20 години преку 15, ја мислам, такви масовни убиства на тлото на оние републики кои што порано беа живеа во иста држава, ако не и повеќе. Оно што сакам да го кажам е дека за жал оно што ни се случува во нашиот комшилок, прашање на дене кога ќе дојде и кај нас, не дај Боже, па ќе тропнем у дрво. Но оно што го гледам, затоа викам јас сум повеќе песимист онака со вера, но оно што го гледам е дека фабричките грешки во општествата кои што почнаа да функционираат самостојно по распадот на некогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија се многу слични, околностите се многу слични во кои што луѓето живеат, економската нивна состојба, политичките превирања и политичките работи кои што се одвиваат, процеси кои што се одвиваат во тие држави што се многу слични, и што е најинтересно, најважно за оваа работа, што ја кажувам, е тоа што вакви масовни убиства обично се случуваат во земји што имаат фрагментирано општество и по хоризонтала и по вертикала. Фрагментирано општество по хоризонтала, тоа значи дека има се поголем јас помеѓу богатите и сиромашните, што ствара голем социјален револт. Тоа е гола борба за опстанок за оние што се долните слоеви, под чиј што притисок често пати одредени луѓе пукаат. И она што е хоризонтална фрагментираност, тоа е таа идентитетска одделеност во едно општество, кога луѓето се делат по повеќе основи, национална, етничка, верска и така натаму и така натаму. Во ваквите општества обично одредени индивидуи или групи на луѓе, пред се индивидуи во случај зборам, кога се под притисок на ваквото фрагментирано општество, на овие недоследности, овие превирања во него, кога се изложени од медиумите на еден крајно агресивен наратив, начин на говорење, начин на обраќање, начин на интеракција, кога постојано се изложени на бранови на страф од медиумите, кога се дозволува одредени ликови од политичките номенклатури, кои што се моќни, отворено да му се закануваат на народот, како што се закануваше Алисе дека има војна, дека има немири, дека има ова, дека има она. Што очекувате тогаш вие од обичните луѓе кои што никој не ги знае, кои што живеат сами, осамени или живеат во кој знае какви околности, некаде може до вас се комши и така натаму и така натаму. Значи за таквите луѓе во едни такви совршени околности на бура е многу,
како да ви кажам, многу нормално дека, не многу нормално, тоа не е нормално, но постои огромна можност дека еден ден психички ќе пукнат, особено ако имаат плюс како додаток, како шлак на то, како јаготка на тортата и развиена одредена патолошка нарцисоидност. Сега вака, ја не сум психолог, направам некој овој психолошки профил, затоа што отсекогаш ме интересирале овој феноменот на ова killing spree, што викаат овие американци, или масовни убиства. И по некоја логика знам дека ако мечката игра во нашето соседство, ќе заигри во нашиот двор. Затоа ова моје обраќање е пред се еден вид на сугестија, ако сакате, до нашата држава. Максимално, оти гледате што се случи на Цетиње, гледаме што се случи во Србија во 2 наврати, само последниве 2 години, да се обрати до нашите овие луѓе кои што се занимаваат со психологија, колективна психологија, така да кажам, со ние социјални работници, со целокупниот тој сектор, да поведе сметка за оваа работа и да се направи се. Не знам до сега колку се прави и колку е направено, но сакам да кажам да се отворат повеќе очите на овој феномен кој што ни дојде од западот и многу лесно се најде плодна почва во некогашните републики на некогашна социјалистичка федеративна Југославија. Така што гледате сами, најфрагментираните општества се соочуваат со овој нов феномен. Да кажеме, еве една од тие републики кај што за овие 30 години не е забележан ваква работа, е да кажеме Словенија. Ете ви еден пример за едно нефрагментирано општество каде што луѓето, едно стабилно усмислена економски поглед општество и каде што луѓето не се поделени на верски, национални и етнички основи. Само пример сега ми текна во глава и некој видиш него размисли тоа. На сите други места имате проблем. Ние до сега на некој начин имаме култура, ако така може да се каже, но на сметка на тоа па некаде во ист процент па имаме како држава случај на фемициди, случај на тие семејни насилства, на суициди, на такви работи за кои што и не се пишува, за да не се објавува во медиуми, за да не се на некој начин да не се како да кажам, подсвесно да не се иницираат младите да размислуваат во тој правец. Предпоставувам, затоа се кријат и информации. Мислев за овие за суициди кои што ги има во голем процент во Македонија. Во таа смисла реков дека нареднава година ќе биде со големи искушенија, затоа ја кажувам, го зборам ова, значи сите релевантни фактори во државава на време да уклучат сијаличката, да учат од примерите кои што се случуваат во нашето соседство, да не биде утре, ако дојде до таква работа, да закаже системот, да закаже државата, да закаже како што се случи сега на Цетиње, да закаже работата на службите што треба на време да го спречат убиецот, барем во неговиот почеток пред да тргне во својот крвав поход или кога тргна во првите тие неколку минути, а не со сати да им треба да го лоцираат и да ја завршат кризата така како што ја завршија. Ова е едно ново време, ресетирано време, каде што вредностите на кои што не учеа пред 40 години веќе не постојат, големите наративи во светот веќе не фаќаат плодна почва. Кога кажувам големите наративи, мислам на наративите за честноста, вистината, правдата, само жртвата и така натаму, солидарноста. Тоа веќе не постои, па затоа треба сите ние да се прилагодуваме на новиот свет што
особено нели пред нас, ние постариве генерации, затоа може би ни е потешко, помладиве може би тоа и не го разбираат, па затоа само така несвесно пливаат по речниот тек, тоа се оставаа да ги носи струјата, но сепак мора да се отворат широко очите, мора да се буде. Затоа што она што се случува веќе подолго време со светот не навестува ништо добро. Се надевам дека не ве тупат многу. Да, тива маската, ќе ја вадам, мислам, ова глупо ми беше, ама нема везе.